На државните универзитети во Скопје, Битола и Охрид денеска и утре е пријавувањето за запишување во прва година во академската 2013-2014. Со оваа вест го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Гледајте не. Утре вонредна точка на седмицата на Советот на Општина Центар за санација на оштетените објекти од невремето. Нови 50 вработувања за деца без родители и родителска грижа. Нови клубови за пензионерите во Општина Бутал. Штетите од невремето кое во саботата го зафати главниот град ќе бидат разгледани на утрешната редовна седница на Општина Центар, со цел да им се помогне на граѓаните и оштетените објекти да бидат санирани. Најголемо оштетување имало на улицата 23, број 33 во Општина Центар, во близина на средното училиште Рада Јовчевски Корчагин, каде силниот ветер во саботата откорнал кров од зграда кој паднал директно во дворот на семејството Дамјанови, каде за среќа немало повредени, а причината е само материјална штета. Ивана Митковска. На утрешната редовна седница на Општина Центар ќе се најде и вонредна точка за санирање на оштетените објекти низ општината од невремето кое во саботата го зафати Скопје. Најголемо оштетување имало на улицата 23, број 33 во Општината Центар, во близина на средното училиште на град Скопје Раде Јовчевски Корчагин, каде силниот ветер во саботата откорнал кров од зграда кој паднал директно во дворот на семејството Дамјанови, каде за среќа немало повредени, а причината е само материјална штета. Градоначалникот на Општината Центар, Андреј Жерновски, веднаш реагираше и го посети оштетеното семејство со цел да им помогне. Штетата е очигледна и донесов одлука да предложам на Советот, затоа тука и преседавачот, да Општината согласно своите законски, се разбира своите финансиски можности да изврши санација на оштетениот објект. Тоа е на крајот на гиштата моја, едноставно наша должност да водиме сметка за граѓаните. И пак велам со задоволство тоа ќе го предложам, затоа што овде очигледна штетата и затоа што ние мора да и понатаму се разбира, не дај Боже да има тука вакви случаи, да веднаш реагираме и да можеме да помогнеме колку што може да се помогне во, за жал, вакви несретни состојби. Такам да изразам благодарност до Општина Центар и до градоначалникот што дојдоа и не посетија и ја извидува ситуацијата. Уште еднаш ќе кажам, сите имавме среќа што се заврши добро и сите сме здрави и живи. Треба записникот мора да се земе, процедурата е да се почека 15 дена од денот на поднесување и заедно со записникот треба да се поднесе во општината. Вонредната точка за санација на оштетените објекти на дневниот ред на утрешната седница на Советот на Општина Центар ќе биде предложена директно од градоначалникот Жерновски, кој се надева дека ќе биде прифатена од сите членови, бидејќи како што истакна, обврска на Советот и на општината е да се грижат за нивните жители. Освен откорнатиот кров, невремето во саботата проследено со ветерот, променлив правец и обилни врнежи од дож, кои повремено преминуваа во град низ Општината Центар, предизвика и искршени гранки, урнати тенди и поплавени улици. А невремето успеа да откорни една фасада од зграда лоцирана на улицата 50-та дивизија, за која доколку е потребно општината, исто така ќе преземе мерки за нејзино санирање. Советот утре има закажана седница, редовна седница на која си ги разгледува точките. Ќе имаме вонредна точка на дневен ред, ова предложено од градоначалникот и јас ќе се обидам да ги убедам сите колеги, значи едногласно и позиција и опозиција, да донесеме одлука за поддржување на оваа санација од дека. Територија на Општина Центар имаше исто падната фасада на 50-та дивизија, исто таму општината излезе за своја инспекција, потоа имаше на повеќе локации паднато дрве, имаше кај Нова Македонија, имаше кај Кузма Јосифовски Питу, и таа релативно нова зграда со околу 6 до 7 години, како што ни информира од слушните служби наши, така да тоа е во постапка за да видиме што може општината таму да влие. Според управата за хидрометеоролошки работи на одредени места во саботата ветрот достигна
постигнал брзина и до 70 км на час, а метеоролозите и за денес попладне предвидуваат нестабилна облачност со локален пороен дожд и грмежи со слаб до умерен ветер, а дожд по Вардаријето на моменти и засилен ветер од северен правец. Утре и на 19 август ќе бидат полагањата во августовската сесија од екстерното оценување за околу 4000 ученици, кои од различни причини не беа оценети во мај и јуни кога се реализираше тестирањето. Тоа се 2% од околу 200.000 основци и средношколци опфатани со екстерното, што оваа година се спроведува прв пат во Република Македонија. Ке полагаат ученици кои по различни основи не ја исполнија обврската на крајот на учебната година и не беа на тестирањето поради отсуство, болест, учество на спортски надпревари, но и ученици кои ќе преполагаат поради технички проблеми на тестирањето пред 2 месеца. Министерството за образование и наука останува на ставот дека екстерното тестирање нема да биде пилот проект и дека ќе се подобрува и надградува во идните учебни години. Министерството за труд и социјална политика утре ќе распише оглас за вработување на уште 50 лица во државната администрација, кои до 18 години имале статус на деца без родители и родителска грижа. Огласот е дел од програмата D10, преку која на почетокот на годинава беа вработени 33 лица со таков статус. Од утре ќе биде објавен нов јавен оглас од страна на Министерството за труд и социјална политика за вработување на нови 50 лица, кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и родителска грижа. Лицата кои се заинтересирани ќе можат во наредните 20 дена да аплицираат за добивање на соодветен работен ангажман во зависност од нивните квалификации. Ова е дел од програмата D10 на Министерството за труд и социјална политика која започна да се спроведува на почетокот од годинава, со која се предвидуваат мерки за вработување на лица кои до својата 18-та година имале статус на деца без родители и родителска грижа. Оваа година преку првиот јавен оглас 33 лица успешно се вработија во Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална политика постапката ја спроведува согласно Законот за државни службеници и за таа цел ќе ги извести и центрите за социјална работа во Република Македонија за објавениот оглас со цел навремено да се информираат сите лица кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и родителска грижа. До сега оваа година 33 лица успешно се вработија во Министерството за труд и социјална политика, а со овој оглас дополнително ќе се вработат уште 50 лица и ќе се стекнат со следниве звања: помлад соработник 9 извршители, виш референт 4 извршители, референт 4 извршители и помлад референт 33 извршители. Оваа година вкупно ќе се вработат 83 лица, а за наредните години се планираат од 20 до 40 вработувања, со што на оваа категорија граѓани значително ќе им се помогне и ќе им се обезбедат услови за нормален живот. Лицата кои ќе бидат вработени ќе имаат статус на државни службеници, а зависно од потребите на институциите ќе може да бидат распоредени во други министерства и институции. Јавниот оглас покрај во дневниот печат ќе биде објавен на веб страниците на Министерството за труд и социјална политика и на Агенцијата за администрација. Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија и Асоцијацијата Ајде Македонија продолжува да ја спроведува кампањата Македонија без отпад. Кампањата има за цел да се развие свеста кај граѓаните за правилно управување со отпадот и да се развијат механизми за поддршка на граѓаните, општините и другите засегнати групи за подобро да се справат со неорганизираното и незаконско фрлање отпад во нивните заедници. Во рамки на летната акција на кампањата ќе се спроведат активности за чистење на националните паркови во државата како природно и културно наследство од исклучителна вредност. Инаку во Република Македонија на 21 и 22 април 2012 година за прв пат се организираа пилот акции за чистење на отпадот во 6 општини. А помасовна акција се спроведе на 5 октомври 2012 година и тоа во 54 општини, 436 локации, при што се собраа повеќе од 60.000 метри кубни цврст отпад. Асоцијацијата Ајде Македонија и оваа акција е дел од светската акција за чистење на отпадот во еден ден кој се организира во 100 земји ширум светот. Во општина Бутел за кратко време беа отворени 3 нови пензионерски клубови, каде граѓаните од третата доба ќе може да си го поминуваат времето. Пензионерските клубови се наоѓаат во населбата Бутел 2 со површина од 80 метри квадратни.
во Скопје Север со површина од 60 метри квадратни и во трговскиот центар Живко Брајковски со површина од 100 метри квадратни. Андријана Димитриевска. Пензионерите во општина Бутел велат дека се мощно задоволни, особено со последните активности, односно отварањето на пензионерските клубови, кои беа отворени во претходниот период. Градоначалникот Петре Латиновски пројавува перманентна грижа за оваа категорија на граѓани и токму затоа нивните потреби се најдоа во предизборната програма со наслов Отворање на пензионерски клубови во сите населени места. Рок 2013-2014. Речено, сторено. Латиновски започна со реализација на овој проект, па во текот на минатиот месец беа отворени првите 3 клуба во 3 различни населени места. Најнапред беше отворен пензионерскиот клуб во населбата Бутел 2, веднаш до детската градинка, со корисна површина од 80 метри квадратни. По него следуваше пензионерскиот клуб во населбата Скопје Север со површина од 60 метри квадратни, за кој општината ќе плаќа месечна закупнина од 10.000 денари, бидејќи во таа населба не постои општински простор. Ваквиот принцип ќе се применува и за пензионерските клубови што допрева ќе се отвараат. Ако во конкретната населба општината поседува свој простор, ќе им го отстапи на пензионерите, а ако нема, општината ќе закупи прифатлив простор каде ќе се смести пензионерскиот клуб. Третиот новоотворен пензионерски клуб, кој е всушност и седиште на Сдруженијето на пензионери Бутел, е сместен во трговскиот центар Живко Брајковски со корисна површина од 100 метри квадратни. Вакви катчиња за дружење и комуникација на пензионерите во текот на целиот ден, каде се игра шах, табла, домино, карти и пикадо, општина Бутел ќе продолжи да отвара и во наредниот период. Но Латиновски не застанува овде. Веќе се подготвуваат пензионерските клубови во Љуботенски пат и Радишани, а се бара простор за пензионерскиот клуб во Бутел 1. Грижата за пензионерите во општина Бутел продолжува и понатаму. На подрачјето на општина Илинден утре со почеток во 22 часот ќе се изврши прскање против комарци. Од општината информираат дека акцијата ќе ја извршат екипи на Центарот за јавно здравје согласно програмата за поголема безбедност и заштита на граѓаните од појава на комарци, а ќе опфати површина од 200 хектари. Терористичното прскање против комарци ќе се спроведува со апаратура за улов, ладно запрашување од специјално возило. Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, таа ќе се изврши следниот ден во истиот термин, кога временските услови ќе бидат поволни. Македонија во пријателски надпревари ја победи Бугарија со 2:0 на Филип II. Повеќе спортски информации следуваат веднаш по рекламите.